Здраво на сите. Нешто по 18 часот, Цикл телевизија, време е за листа за 300. Надпреварувачите се подготвени, јас сум подготвен, знам дека и вие сте подготвени, драги гледачи, што значи може да си започнеме. Како и секогаш, така и денеска прво ќе ги повикам денешните домаќини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Мирче и Ѓорги. Повелете. Марче, се извинувам. Како сте? Одлично, супер. Одлично, добро. Расположени денеска за игра? Расположени на ниво. На ниво. Минатиот пат убаво поминавме. Колку пари успеавте да ми земете, заборавив? 150 евра. 150 евра. Супер, можевме да поише додиме, ама по друга страна устари паметно беше што застанавме на 150, така? Денес имате нова шанса, повторно да освоите парична награда, ама и нови противници. Дали сте подготвени за нив? Да. Подготвени. Да не сакате да додадете нешто? И поздравуваме сите. Од општина Картов, фамилијата, пријателите, сите што не знаат, што не познаваат. Голем поздрав и од мене до истите, да сте живи и здрави. Исто. И еве, и до вас апел, до останатите од општина Карпуш можете слободно да се пријавите во листа за 300. А сега, ако е тоа, да не ви го одземам повеќе времето, домаќини, ваше домаќинска такмина. Благодарам. А секако, за да си продолжиме со денешното издание на листа за 300, мора да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. Денеска, таа улога и припадна на Никола и Ангеле. Повелете. Никола, здраво. Здраво. Ангеле, здраво. Здраво. Како сте? Добро. За прв пат во листа за 300? Барем со мене? Со вас се прв пат, да иначе имам и претходно учествувано. Така, во првата сезона? Да, во првата. Одлично. Како помина тогаш? Па имав нешто освоено. Да, одлично. Две емисии, така во. Добро, значи не ти е непознат овој терен, Да. се враќаш на познат терен. Ангеле, ти? Прв пат. Прв пат, како си трема нешто? Малце така. Малце, заборави на сето тоа. Ќе заборавиш на сето тоа моментот кога ќе влезете во кабината. Комуницирајте меѓу себе, тоа е мојот совет, консултирајте се за одговорите. Ако нешто не е јасно, прашајте, тоа е тоа. Едноставно. Ајде накратко да ве запознаат гледачите. Никола, ќе почнеме од тебе. Што сака сподели, кој си, како си, од каде доаѓаш? Јас сум Николче Петковски. Живеам во Скопје, општина Аеродром. Аеродромци. Се најдовме тука, супер. И тоа, вработен во едно министерство. И тоа. Како е да се работи во министерство? Добро. Добре, кажете, што да кажеме, добре. Нема да навлегуваме на тие теми, не сме за тоа денеска дојдени. Ангеле? Јас сум Ангел Чесмилковски, од Кисела вода, приватна фирма, така. Како е во животот, некој хоби? Добро, се движиме. Се тера, кажеш. Да. Тоа е тоа. Добро, да не ви одземам повеќе внимание, да не ве деконцентрирам, ќе си правиме муабети понатаму. Денеска почувате како предизвикувачи, ќе видиме до каде ќе стигнете. Никола и Ангеле, побелете во вашата кабина. Хвала. Мирче и Ѓорги, односно Никола и Ангеле, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да ги провериме дали функционираат како што треба, за да си продолжиме со денешното издание без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Никола и Ангеле, дали се слушаме? Да, се слушаме. Ако случајно во продолжение имаме некакви пречки, слободно да ми сугерирате од таму, мафнете, чукнете, отворете врата, викнете, за да го решиме проблемот. Со среќа уште една, сега ќе исклучиме вашата кабина да провериме кабината на вашите противници. Мирче и Ѓорги, дали се слушаме? Да, одлично, супер. Одлично, домаќини, може да почнеме? Може. Готово. Ете, драги гледачи, кабините се онака како што треба, домаќините дадоа зелено светло за старт, па да започнеме со денешното издание на листа за 300. А како и секогаш така и денеска ќе си започнеме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки имиња кои завршуваат со буквата О. Бараме машки имиња кои завршуваат со буквата О и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат 5 наши жители. Мирче и Ѓорги, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Никола и Ангеле, дали не е јасна темата? Да. Супер.
Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Никола и Ангеле. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Никола и Ангеле, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. 20. 20. 22. 22. 25. 25. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде. Никола и Ангеле, вашите противници, Мирче и Ѓорги, решија да ви дадат шанса, нели, да го скршите вие мразот. Оние онака домакински да си поседат уште малце. Темата ни е машки имиња кои завршуваат со буквата О. Имаме 25 празни полиња, што значи ни треба 25 машки имиња што завршуваат со буквата О. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Антонио. Антонио. Така е. Горанчо. Горанчо. Така е. Ангелчо. Ангелчо. Така е. Николчо. Николчо. Така е. Имате време, размислете. Илијанчо. Како? Илијанчо. Илијанчо. Никола и Ангеле. Илијанчо, за жал, го нема во Државниот завод за статистика заведено. Дали познавате вие некој Илијанчо? Илија, знам дека знаеме. Илија имам. Да. Нагарен од Илијанчо. Малце ми се блокираше мозокот. Сега кога ќе ви прочитам, вклучително и моето име Марко, срам да ви што не ви текна на моето име. Го чуваме за паната. За крај. Сега кога ќе ви ги прочитам, ќе ви биде малце криво, мора да признам. Сега ги имаме тука Анто, па потоа ги имаме Борко, Бошко, Бранко, Васко, Велко, Владо, Владко, Гого, Данило, Дарко, Добрило, Душко, Ѓоко, Жарко, Живко, Звонко, Златко, Зоранчо, Ивко, Иво, Јанко, Лео, Љупчо, Љубчо, потоа Миро, Михаело, Перо, Петко, Симо, Стево, Стојанчо, Ташко, Тошо, Трајко, Хасо, Христо, Чедо и така натаму. Да не речам, голем дел од машките имиња завршуваат на О, барем ние што се, како да кажем, комерцијални ќе ги наречеме. Никола и Ангеле, посконцентрирано во продолжение, ништо не е готово, имаме уште една лицитација, само посконцентрирано. Како што реков, времето е на ваша страна, значи имате време да размислите, консултирајте се меѓусебно, не брзете со одговорите. Договорено? Не очајувајте сега, имаме шанса за поправен. Мирче и Ѓорги, не го менува фактот дека првиот поен оди кај вас, добро одиграно, знаевте кога да ги пуштите. Кај тебе, Марко, како да заборави? Да. Марко, не може да се заборави. Јас за малце како пример ќе го дадев моето име, ќе зеднев цела работа. Ама добро, среќа овој пат устата или јазикот не ми беше побрз од паметот. И вие внимателно во продолжение знаете дека се може за момент да се смени. Имаме уште една лицитација за играње. А темата за втората лицитација гласи: македонски општини во источните и западните региони. Бараме имиња на моментално постоечки општини во нашата држава кои се наоѓаат во источниот, североисточниот и јужноисточниот регион, како и општините кои се во западниот дел од нашата држава, а тоа се Полошкиот, Пелагонискиот и југозападниот регион.
Во средина се Скопскиот и Вардарскиот регион како средишни региони. Ние ги бараме општините што се на источната страна и на западната страна на нашата држава. Дали ни е јасно и да објаснам и просто? Значи ги бараме лево источните, десно западните општини, во средина се нели како што рековме Скопската и Вардарските, тие ги забораваме. Лево и десно од нив. Мирче Ѓорги, јасно ни е? Одлично. Никола и Ангеле, дали ни е јасно? Супер. Еве и за едните и за другите веднаш ќе ви кажам дека ги има повеќе од 50, а помалку од 60 општини. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација или при второто надавање надаваат први оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Никола и Ангеле. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мирче и на Ѓорги. А Никола и Ангеле, кога ќе имаме понуда? 15. 15. Започнуваме со 15. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Нека одговараат. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Никола и Ангеле. Повторно ќе одговараме. Не можете рад да видите денеска. Не ви дава шанса да се аклиматизирате. Како што рековме, ги бараме општините во Македонија во источните и западните региони. Како што реков, ги има нешто помалце од 60, повеќе од 50. Имаме тука 23, помалце од половина. Мислам дека имате добра шанса сега да го изедначите резултатот. Внимателно, кога ќе бидете подготвени, започнете. Охрид. Охрид. Така е. Кичево. Кичево. Започнуваме со оние западните општини во западниот регион. Така е. Дебар. Дебар. Така е. Струга. Струга. Така е. Вевчани. Вевчани. Така е. Македонски Брод. Македонски Брод. Така е. Гостивар. Гостивар. Така е. Тетово. Тетово. Така е. Центар Жупа. Центар Жупа. И тоа е точен одговор. Крушево. Крушево. Така е. Прилеп. Прилеп. Така е. Кривогаштани. Кривогаштани. Така е. Делчево. Делчево. Така е. Берово. Берово. Така е. Пехчево. Пехчево. Така е. Чешиново Блешево. Чешиново Блешево. Чешиново Блешево, точен одговор. Кочани. Кочани. Точно. Штип. 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 Крива Паланка. Крива Паланка. Така е. Ранковце. Ранковце. И Ранковце е точен одговор. Куманово. Куманово. Уште две ни останат. Јас се загледав тука. Липково. Липково. Така и која ќе биде последната општина? Запад или исток? Кисела вода.
Се Звезда. Јагуновци тама дали имаше и овако. Првеници. Мавро Ростуше. Сепак се речиме со општина од западниот дел, Маврово и Ростуше, како 23-ти точен одговор за Никола и Ангеле. Одлично одиграно. Имавте среќа што малце надаваа вашите противници, ја би надавал многу повеќе, посебно кога знам колку во игра, од прилика како бројка, но на ваша среќа еден. Одигра така како што одигра. Честитки за првиот освоен поен. Внимателно, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од вас ќе застане тука со мене на главната сцена. Мирче Ѓорги, може би требаше уште малце да надаваме, барем уште 5-6 општини нели да влезат во игра, па може би ќе ги фатеме на кондиција со време, но тоа е што е. Не ви е непознато, играме пенали, на моје задоволство, знам дека може би не е на ваше. Па сега, дека победи подобриот, сконцентрирани и внимателни во продолжение. А пред да продолжиме, јас сега да пробам да ги издвојам оние општини кои што не ги кажа Никола и Ангеле. Ајде да пробам, тука Босилово, Богданци, Василево, Валандово, Виница, ова се од истокот што ги кажуваме, потоа Дојран, Зрновци, Конче, Кратово, Липково, Македонска Каменица, Новосело, Ранковце, не знам дали кажавме, како и да е Радове, Старо Нагоричане, Струмица, па потоа имаме во западниот дел Битола, Боговиње, Брвеница, Желино, сега пробам да издвојам, ке ми извините, Могила, Новаци, Пласница, Ресен и така натаму. Ке ми извините ако некој ги промашив, сега сепак требаше пола-пола да ги најдам кои се останатите. Како што реков, драги гледачи, пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој добие два надпреварувачки пара, ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да си освои парична награда. Па зато, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: екипи во италијанската фудбалска лига позната како Серија А. Бараме имиња на фудбалски екипи кои оваа сезона 2024-2025 година настапуваат во најдобрата италијанска фудбалска лига Серија А. Мирче Ѓорги, дали не е јасна темата? Супер, одлично. Супер, одлично. Добро, Никола и Ангеле? Дали не е јасна темата? Одлично. За подсетување, драги гледачи, знаете дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека едниот не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи ќе треба да бидат внимателни, да не се ги кажат одговорите едни на други, додека комуницираат меѓусебно. Први одговара денешните предизвикувачи, тоа е правило на пеналите, а таа улога денеска, како што реков неколку пати, припадна на Никола и Ангеле. Никола и Ангеле, кога ќе го имате првиот одговор, споделите го со нас. Лацио. Лацио. Така е. Најдобриот одвојствот во Италија Серија Јувентус. Јувентус. Така е. Милан. Милан. Точен одговор. Римската волчица Рома. Рома. Така е. Наполи. Наполи. И Наполи е точен одговор. Интер. Интер. Така е. Удинезе. Удинезе. Точно. Торино. Торино. И Торино е точен одговор. Мислете, ајде. На пенали немаме многу време за размислување. Римини. Римини.
Чекај да видиме. Мене не ми е познато. Добри сте, си изнасмеа самите. Не знам, тема во мене па ме подсети на моментот на времето кога водев една емисија, ги испраќавме на патување луѓево и сите се враќа од патување во Италија, таму ги испраќавме и носеа шалови, дресови, фудбалски, а ја фудбал ништо. Колку ти што гледаш, Ѓорѓе, толку ја појма немам од Јас фудбал. гледам и сум играл. Јас се Јувентус навијам. Јувентус се најобилен клуб од Италија. Ете, колку Се што е ти црно-бело. гледаш, ја толку не гледам, тоа е работата. Никола Јангеле, за жал, одговорот не е точен, но чекајте. Ќе видиме дали вашите противници имаат точен одговор, доколку погрешат, продолжуваме како ништо да не било. Ирче Ѓорѓе, кој е вашиот следен одговор? Исто де Милила, Фиорентина. Фиорентина. Сега сигурно им е криво на Никола Јангеле како не им текна на Фиорентина, уште едно да не звучи имиња и точен одговор за вас двајцата. Честитки. За кратко ќе ве повикам тука на главната сцена и повторно ќе имате шанса да си освоите парична награда. Никола Јангеле, ќе треба почесто да ми доаѓате во листа за 300. Ова беше само, ај ќе кажам, неискуство, и ни треба малце километража да набиеме. Ништо повеќе. Уште едно-две доаѓања и јас верувам дека резултатот ќе биде многу поинаков. И ве чекам да дојдете, договорено? Почекајте уште малце, јас само да ги прочитам оние екипи во италијанската фудбалска лига, позната како серија А. Тука се Наполи, Интер, Аталанта, Лацио, Јувентус или Јувентус, не знам како се акцентира искрено, Фиорентина, Болоња, Милан, Рома, Удинезе, Торино, Дженова, Верона, Лече, Комо, Емполи, Каљари, Парма, Венеција и Монца. Тоа се оние екипи кои што настапуваат во најјаката италијанска фудбалска лига, позната како серија А. Мирче и Ѓорѓи беа поуспешни на пеналите, што значи тие се оние кои што ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе бидат соочени со темата од нашата листа со шанса да си освојат и убава парична награда. Дали ќе успеат во истото, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мирче и Ѓорѓе ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со денешната тема со можност или да си освојат парична награда. Но како и секогаш, сака и денеска прво да се подсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа ни е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме она максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Минатиот пат стигнавме до оние 9 150 евра. Денес имаме шанси за поправен. Темата ни е поврзана со патување. Колку патуваме? Често. Имаме шанса или работните обврски не ни даваат баш многу да патуваме? Патуваме кога како. Ретко. Кога како? Кога како. Омилена дестинација некаде? Египет. Египет? Хургада. Да. Одлично. Не сум бил Хургада, бев Шарм ел Шейх една година и толку беше. Од таму посетив Каиро. И Дубај. Дубај не сум бил, сакам. И Катар. Да. Па Дубај, Катар. Веќе друга димензија. Да. 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 А Европа колку често шетаме, мислам колку сме ја прошетале, сме имале шанса? Италија, Франција, Франција, Германија. Австрија, Епа ќе Германија. ни служи се тоа. Убаво сте си поминале на тие патувања? Да. Да. Да, супер, ја едве чекам сега да дојде да стопли времево, да се пуштам некаде. Искрено. Не знам колку ќе можам, едве чекам, ајде да кажам да подпораснат децава малце, па заедно со нив да почнам да патувам некаде. Тоа е убавината, Ќе биде тоа убавината, интересно. Да. Да, ќе видиме уствари. Јас сакам да се надам дека ќе биде убаво интересно. Ќе видиме тоа. Подготвени сме да слушнеме темата? Да. Значи да не брзаме, бидете внимателни, имате денеска убава шанса, па можеби да поминеме и ова 150 да стигнеме до максималната 300-тка. Слушајте убаво, а слушајте убаво и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема најголемите држави од Европска Унија според површина. Извор
Сајтот на Светска книга на факти. Бараме имиња на држави членки на Европската Унија кои се најголеми според површината, односно имаат површина поголема од 50.000 квадратни километри. Знаеме дека Европската Унија има 27 членки, значи ги бараме најголемите 18 од нив. Односно во оваа ситуација 15 ни требаат нас. Не брзајте. Внимателно. Јас сум тука исто ако случајно заглавиме за нешто да ме подбутнам. И Само да прашам вака. Повели. Дали сите се членки на Европска унија, така? да, ги бараме најголемите држави од Европска унија. Затоа бидете внимателни. Членки на Европска Мора унија, да така? бидат членки на Европска унија, Да, така? да, да. Да. И кои се најголемите од тие? 18 фактички од можни 27. Внимателно, мислам дека ги имате првите 3, првите 6. Италија. Започнуваме со Италија, ја спомнавме пред малку. Кажавте дека сте патували Италија, јас имам убави спомени од Италија. Шетав 2 недели, многу го успеш. Видов поголемиот дел. И другиот дел пак, да не следите погрешно. Италија, прв точен одговор. Франција. Франција. И Франција е прекрасна, многу убава земја и точен одговор. Германија. Германија. Не може Италија, Франција, па да не Германија, кажи каде. Така е, точно. Така е. Германија, трет точен одговор за 50 евра први денеска. Ајде да видиме, нека се множат. Шпанија. Шпанија. Шпанија не сум би сакал додам. Ама да ми Сум бил Барселона само, се извинам. Ама би сакал да прочитам други делови. Четврти точен одговор. Велика Британија. Бидете внимателни, да. Чекај, Да. И се извинувам. Да, нема проблем. На време веќе сте. Да. Португалија. 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 Така е, точен одговор. Данска. Ај, внимателни. Внимателни, Данска, мислам дека се... Ке ви дадам уште една шанса за поправен. И од мене уште една вака ќе добиете. Има тука и 3 балкански држави, наши соседи дури, кои што влегуваат во игра. И тука морам више да закидам дека ќе му тепат. Грција. Грција. Одиме чисто во Грција на одмор? Да. Да. Убаво место за одмор, нели? Да. Така е. Наше море. Наше море. Наше море. Кој бе омилено место во Грција за посета? Јас сум за постровите повеќе. Да. Да, јас сум за постровите. Најомилено место ми е Неапори и Неавраста. И Лептокарија. Неапори и Лептокарија е добро. Така. И Афитос. Супер. И Фурка. И овој местимо у Грчка. Убави местима, мора да признаеме, многу убава земја. Јас сум ги шетал многу порано, да можам па би ги шетал. Така е, тебе сега лето иде, барем не ни е проблем, ја се сумото ние луѓе нели дека е блиску, сепак патот е убав, може човек да запали кола и да отиде, голем дел одат. Сега финансиите се најчеста прешка, нели да се надеваме дека сите ќе имаме малце поише пари да можеме повеќе да шетаме. Грција. Точен одговор. Идеме да ги трошиме парите таму сега. Честитки за овие 100 евра. Дали одиме понатаму? Ја мислам дека можете да одите понатаму. Опипавме еве терен, од прилика ги имаме сите можни големини на држави. Видете, размислете. Бидете внимателни, некои од нив не се членки на Европската Унија. Бидете внимателни.
Да ги се. Извини. Се изминал. Да. Да си земем пазета. Англија. Мирче, Ѓорки, ќе се караме. Ке го играме тој како одговори или ќе се прекинеме и ќе си ги земеме парите? Што решивме сега? Ке прекинеме да се ги земеме. прекинеме. Дај му. Да. Да прекинеме да си ги земеме парите, што е сигурно Сигурно си, да. да, пошто се блокира мозокот. Да. Кога ви кажав, да, малце темата не е наивна, да, се прави малце грешка со оние земји кои што се во Европска унија, кои не. Како што реков, 27 земји се членки на Европската унија, од нив 18 беа во игра. Тие 18 се Франција, Шпанија, Шведска, Германија, Финска, Полска, Италија, Романија, Грција, Бугарија, Унгарија, Португалија, Австрија, Чешка, Ирска, Литванија, Летонија и Хрватска. Оние кои што не влегуваат во овие, тоа се оние помали земји на Европската унија, сега да ги направиме сите, нели 27 членки, се Словачка, Естонија, Данска, Холандија, Белгија, Словенија, Кипар, Луксембург и Малта, тоа се оние малечките. Малечките, да. Е така. Честитки за освоените 100 евра. Јас се понадевам дека ќе одиме на малце повеќе, ама ете, се блокираше мозокот како што рековме. Пак, честитки. На моје огромно задоволство ќе се дружиме и во следното издание на нашиот квиз листа за 300. Тогаш ќе имате нови противници, ќе треба повторно да играме нови две лицитации. Ќе видиме каков ќе биде резултатот, се надеваме нели на позитивен резултат. А со ова, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на Листа за 300. Видовме како моите надпреварувачи успеа да ми земат 100 евра, има шанси за повеќе, но тоа е што ќе барат среќата и парите во следното издание на нашиот квиз. А вие, не заборавајте во продолжение да останете со програмата на телевизија Сител, да уживате во сето она што ви го пласирам и секако да го чекате следното издание на квизот Листа за 300. А до тогаш, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!